Добро дојдовте во моето ново видео. Денес сме со Мархут кој се занимава со кошарка. Малце ќе поразговараме за неговата кариера, така да останете до крај. Мислам дека ќе ви се допадне ова видео. Здраво, Марми, да ше прифатме на снимок. Здраво, Стефан, фала ти на поканата и ми беше чест и задоволство да присуствам на твојот YouTube канал. Супер, дали си спремен? Секогаш. Ето, од каде желба и идеја да се занимава со кошарка? Најпрви пред се почнав да тренирам фудбал на 7 годишна возраст и тренирам неколку 3-4 години. И брат ми, имам постар брат 5 години и он се занимаваше професионално со кошарка и наеднаш ми дојде желба да бидам подобар од него. И почнав низ мало да играм баскет со него и со татко ми разговарав да се запишам на кошарка, да пробам како ќе ми биде, дека и почнав поише и поише да растам и за фудбал не треба да си висок толку многу. И со брат ми ваму таму и почнавме да играме заедно и тука ми рече пробај кошарка, мислам дека ќе ти иде добро. Но реално јас сам си признавам, ја немам толку талент колку што е 99% работа ми е мене се. Немам толку талент за кошарка колку што сакам да работам, од љубов го работам се тоа што правам. Супер, друго прашање ми е, ќе ги заинтересира гледачите, што мислење имаш за во кошарката во Македонија, да не може да се успее? Пошто сите се откажуваат заради врски, нема, не знам, просперитет во кошарка, поќе влажуваат во рекламата или слично. Па денешницата во Македонија е реално на многу ниско ниво падната. Сите се откажуваат на млади години, нема доволно таленти, до 20 години ако најдеш 20 добри таленти, ги нема више, ги пропадна, а до 16 сите беа, ги има по 200 врни спортисти. Не им дава шанса доволно тренерите во прва лига и се откажува, но жално на многу мала возраст и почнуваат со алкохол, со наркотици и све. Но моментално јас играм прва лига за работнички и задоволен сум од тоа што и моите соиграчи исто што сум тренирал со нив порано. Ние сме, например, пораснаме ја, Митревски и Марин во клубот на КК Феникс и се одвоивме после 3 години и сите играме у врвните клубови сега. Тоа ми е мене задоволство, например. Супер. Ете кој ти беше првиот тим? Ете првата такмица, како ти беше чувство? Мене беше првиот тим КК Феникс, таму ги започнав првите чекори. Па задоволството прво беше, стресно ми беше, не знам како ќе ми реагира телото на првата утакмица и бев уплашен да ти кажам, но првиот кош кога го дадов викам, викам, нема да го заборам никогаш до крајот на мојот живот, како го постигнав првиот кош и тоа. Супер, што позиција имаш, која според тебе најтешка позиција? Па според мене најтешка позиција е плеймейкер. Плеймейкер? Да. Не треба да ја гледа целата игра, да размислува кој напад што, а јас сум реално четворка, крилен центар, а сакам да играм и на тројка, ко крило да видам, тоа ми е желба и се надевам дека ќе остварам во текот на ова лето. И тоа. Супер. Што поќе ти оди, дали тројки или двојки? Па поеќе ми оди двојки, ама ќе ми одат и тројки сега брзо. Верувам во тоа. Супер. Кој такмица според тебе најуспешна е за таа? Ете во текот на кариерата. Па најуспешна во текот на кариерата е кога у полуфинале со мојот матичен клуб и ми убацив на Пелистер 19 поени за неполни 7 минути. Охо, супер, брат. Дали имаш направена мала пауза? Па имам, се враќам моментално од повреда, бев 2,5 месеци аут со истегната тетива. Тоа ми беше прв пат толку голема пауза да направам. И тешко ми беше, ама се враќам сега подобар. Супер, кој според тебе е најдобар клубски тим во Македонија? Кошаркарскиот? Па според мене е работнички. Најдобар. А за млади деца се има Вардар убави добри млади деца, Феникс има млади деца, Водносанс има млади деца. Тие само треба да израснат во големи клубови. Се надевам дека ќе израснат, дека им тоа им треба на Македонија. Големи клубови што можат децата да ги наследат: Војдан, Дамјан, Крстевски, Ѓуровски, Антич и така натаму. Супер, ете последно прашање ти надлежи многу, што план имаш видни, ако можеш нешто да не откриеш? Ја реално не откривам многу планови, но
граница ми е небото само и се надевам дека сите мои желби што ги посакувам ќе ми се остварат во брза иднина и ќе те повикам на моите утакмици кои да играм. Супер. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате вакви нови видеа, да не се забравете ставите лайк и subscribe. А ние се гледаме во наредното видео и да го поддржиме Амархот и кога има такмица обавезно да гледаме да му дајме поддршка. Поздрав. Ја. По! Катастрофа. Си излегва, не? Ова сечи. Ајде, веќе не дајме кој. По! Ова е шо е. Уште еден. Браво. Беше мило.